Поинтензивни контроли на долгите боледувања за да се спречи злоупотреба и да се намали одливот на пари од Фондот за здравство е еден од приоритетите на новиот директор Златко Перински. Тој на брифинг информираше дека се проверува дали се оправдани отсуствата од работа на граѓани повеќе од една година. Според податоците од ФЗО, само лани, околу 25.000 лица користеле боледување подолго од еден месец, а од здравствената каса за ова намена исплатени се над 1 милиарда и 700 милиони денари. Контролирани се само 980 отсуства од работа. Анализите покажуваат дека најмногу боледувања има во МВР, АРМ, Царина, но и кај вработени во здравството. Перински најави и забрзување на процедурите за лекување во странство, но и проверка за успешноста на интервенциите направени надвор, што беше и една од забелешките на Државниот завод за ревизија. Во моментот, иако се трудиме да комплетираме документации, 3 сектори се вклучени во функционирањето на лекување во странство. И еден предмет е распореден во 3 сектори и нема континуитет, а на годишна основа трошиме просечно 500 милиони денари. Затоа формираме посебна работна група, која ќе треба да ги канализира предметите кои се само за 2026, бидејќи се многу за изминатите години, затоа што ниту мериме степен на успешност на интервенции, ниту водиме ЕСАП, кои клиники даваат најсоодветни услови во делот на одредени односи. И тука се остава простор за манипулација, и тоа ќе го превенираме. И издавањето на ортопедски помагала за кои нема горна граница на трошоци ќе биде под лупа на новиот менаџер на ФЗО. За да се спречи непотребен одлив на пари од фондовската каса, Перински рече дека мора да се забрза процесот на дигитализација и електронско поврзување на фондот со сите институции со кои разменуваат податоци. Александар Динев, Сител телевизија.